Напредок се раѓа со вложен труд, ориентиран кон вистински нешта, со знаење и искуство како да се стаса до целта. Реалното функционирање во средината која е наш топол дом, оди заедно со можностите и услови за остварување на целите што ќе си ги поставиме како наша неопходност. Но реалноста знае да биде непредвидлива. Изминатиот едногодишен период го одбележа пандемија, предизвикана од COVID-19, невидлив непријател кој навлезе во нашите животи, менувајќи го темпото на вообичаеното секојдневие. Општинскиот штаб за заштита и спасување будно ја следи состојбата со ширењето на вирусот на територијата на општина Куманово. Редовно одржува состаноци, носи заклучоци, препорачувајќи да се почитуваат мерките за заштита од COVID-19 донесени од страна на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Редовно е вршена дезинфекција на јавно-прометни површини, стамбени згради и јавни објекти. Со одлука на Советот на општина Куманово, обезбедени се вкупно 4.117.188 денари за набавка на трактор за дезинфекција, моторни прскалки, средства за дезинфекција, хуманитарни пакети, заштитна опрема, маски, заштитни одела, визири и 240.000 денари средства за дезинфекција за почеток на новата учебна година за општинските основни и средни училишта. Намалена е комуналната такса за фирмите, фирмарината, ослободување на субјектите од плаќање на надомест, комунална такса. Продолжуваме да се бориме, надевајќи се дека ќе ја добиеме оваа тешка битка. Директорот на Општа болница Куманово, доктор Снежана Захариева, му додели благодарница на градоначалникот за сите заложби на општина Куманово во овој период на пандемија предизвикана од COVID-19, превземени за доброто на сите граѓани. И покрај препреките кои ги имавме соочени со COVID кризата и пренаменувањето на средства од буџетот за превенција од ширење на COVID-19, Куманово конечно е финансиски деблокирана општина без долгови, подготвена за нови инвестиции. И покрај тешката финансиска состојба се спроведоа многу активности. Следува уште еден поактивен период за Куманово. Заедно ја менуваме сликата на општината на подобро. Отчетна и транспарентна општина, информации достапни за сите. Тоа е нашата заедничка цел. Градоначалникот Димитриевски во текот на тековната 2020 година оствари средба со повеќе представници на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија, владини представници на домашни и меѓународни организации и здруженија. Од сите овие средби произлегоа заклучоците за потреба од меѓусебна соработка, а во таа насока се потпишаа и меморандуми за соработка, а се отпочна и со имплементација на заеднички проекти кои се во тек на реализација, но и проекти кои ќе бидат реализирани во текот на следната година. Општина Куманово потпиша договори за соработка со општина Гнилане за проектите за јакнување на вредности на културно и природно наследство и одржливи еколошки и здравствени придобивки во прекугранична област. Општина Куманово беше домаќин на третата од утврдените 10 седници на владата на Република Северна Македонија, кои што еднаш месечно треба да се одржуваат во 10 различни региони во државата. Советот на општина Куманово начело со председателот Атина Мургашанска брои 33 советници, кои припаѓаат на 4 етнички заедници застапени преку 13 политички партии. Советот во континуитет ги носи сите одлуки во делот на правилно функционирање на нашата локална самоуправа, а резултатот се отсликува со реализација на голем број проекти во општината. Во овој едногодишен период успешно се одржаа 15 редовни и 4 вонредни седници, на кои се донесени важни одлуки и решенија. Општина Куманово е во група на институции со највисок процент на активна транспарентност за 2020 година. Општината на својата веб страна воведе географски информационен систем, каде граѓаните по електронски пат имаат увид во фактичката состојба на деталниот урбанистички план и градежните парцели во општината. Доделени се договори на 17 образовни асистенти, ангажирани на проектот Моќта на децата.
од програмата Општинско корисна работа како составен дел од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот, донесен од страна на владата на Република Северна Македонија. Во текот на изминатата година, Општина Куманово направи сериозни вложувања во инфраструктурата и образованието, урбанизација и грижа за потребите на граѓаните. И покрај COVID-19 кризата и одлевањето на големи средства за таа намена, локалната власт сама, како и со подршка на државата, успеа да реализира повеќе инфраструктурни проекти, како кружен тек, патишта, паркинг простор, спортски игралишта, спортска сала, асфалтирање и тампонирање на улици, изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација. Изграден е локален патен правец за поврзување од село Доброшане до Билјановце во должина од 2,04 километри. Асфалтирани се повеќе улици во различни населби од градот во вкупна должина од 27 километри. Улица Прва во Долно Којнаре, крак од улицата 11 ноември, крак 1 и 2 од улицата Никола Тесла, дел од улица Васко Карангелевски, пристапен пат со паркинг на излетнички центар Студена вода, населба Средорек, улица Трајко Прокопиев во населба Перочичо, улици со опфат помеѓу Доне Божинов и булевар Октомвриска револуција, крак 1, 2, 3, 4 и 5, улица број 150 во населба Карпош, Рајкова куќа, улица број 70 во населба Карпош, улица Доне Божинов, крак на улица Доне Божинов, улица Јоско Илиевски, крак 1, 2, 3 и 4 и асфалтирање на индустријската зона Новине, Речица, улица Михајло Пупин, улица 10 во Банево Трло. Извршено е тампонирање на повеќе од 39 километри локален патен правец, улици во село Тромеѓа и преку Амбар Мало до излезот во населба Карпош, Гладно поле, населба Перочичо, дел од улицата во село Речица, улица 210. Се врши санација на локален патен правец село Сопот, село Сушево, локален патен правец во село Брзак. Поставен е бекатон на локациите: улица Београдска, крак 1 и крак 2, улица Франц Розман, улица Стојан Сликар, крак 1 и 2, крак од улицата Иво Лола Рибар, на излетнички центар Студена вода, улици во населба Средорек, крак 2, 3 и 4, крак од улицата Никола Тесла, улици со опфат помеѓу Доне Божинов и булевар Октомвриска револуција. Извршена е изградба на канализациона мрежа на крак од улицата Никола Тесла, крак 1 и 2. Фекална канализација на улицата Трајко Прокопиев во населбата Перочичо во село Тромеѓа, во населба Средорек, изградба на дел од фекална канализација на локалитет Мајорово Трло. Извршена е реконструкција на атмосферска канализација на улицата Христијан Тодоровски Карпош, наспроти Општа болница, изградба на атмосферска канализација и во индустријската зона Новине, Речица. Реконструкција на водоводна мрежа со приклучоци на улица Михајло Пупин во населба Перочичо, на улица Миодраг Петровиќ, краци од улица 11 ноември, реконструкција на времениот премин од челични цевки за поминување на реката Пшиња во аторот на село Зубовце. Се врши спуштање на тротоарите на пешачките премини во градот за достапно користење од страна на лица со попреченост. За прв пат започна исцртување на тродимензионални пешачки премини со цел учесниците во сообраќајот полесно да ја забележат и користат оваа сообраќајна сигнализација. Со секој ден што ќе се роди, треба да се гордееме што сме дел од ова парче земја. Секојдневниот општествен живот во Куманово интензивно се збогатува преку одржување и зачувување на сите вредности и традиции што со векови се негуваат на овој простор. Заедно продолжуваме. Куманово е најмодерно осветлен град во државата со лето осветлување, во соработка со приватниот партнер ICS Системи, Република Чешка. Променети се 10.000 стари лампи со модерни LED светилки. Во индустријската зона Новине и Речица на автопатот Е75 се асфалтира пристапниот пат до зоната, инвестиција реализирана со средства во износ од 3 милиони денари, претходно заштедени при постапката за избор на најповолен понудувач.
Покрај досегашната финансиска подршка од 24 милиони денари од владата, ќе се продолжи со инвестиции во инфраструктурата на оваа индустријска зона, бидејќи истата нуди големи можности за домашните и странските инвестиции и дополнителен развој на стопанството. Градоначалникот заедно со премиерот на Република Северна Македонија, Зоран Заев, министрите, пратениците и советниците ја посетија населбата Средорек, во која е изградена целосна канализациона и патна инфраструктура. Државниот буџет издвои 7 милиони денари за санација на објектот Соколана, со кои средства ќе се санира статиката на објектот за да се спречи распаѓањето и рушењето на истиот и дополнително да се реконструира кровот. Во општинскиот буџет ќе бидат предвидени дополнителни средства за целосна реконструкција на Соколана за да и го вратиме стариот сјај, не дозволувајќи нејзино уништување и распаѓање. Започна партнерно уредување на спомен костурница, дел од проектот за јакнување на вредности на културно и природно наследство, финансиран од страна на Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка помеѓу Косово и Република Северна Македонија. Предвидена е изведба на спортски терени за фудбал, кошарка и тенис, како и поставување на урбана опрема на неколку позиции и тоа, справи за вежбање, корпи за отпадоци и клупи за одмор, изведба на трим патеки за рекреативен спорт. Продолжува изградбата на викенд населбата на локалитетот Студена вода во село Доброшане, со поддршка од Агенција за финансиска поддршка во земјоделие и рурален развој. Поставени се летниковци, подземна инфраструктура, довод за електрична енергија, бекатонски патеки и асфалтиран пристапен пат со паркинг простор. Како дел од проектот за јакнување на општински совети беше изработена платформа лице во лице со мојот советник, при што салата на советот, кружна сала во комитет, доби нов мебел. Во рамките на проектот Чиста околина, здрава животна средина на Центарот за ромска заедница Дром Куманово, како дел од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, РИЛОАД, финансирано од Европската Унија со учество на општина Куманово, на место на дивата депонија на влезот во населбата Перо Чичо, изградено е детско игралиште со површина од 100 метри квадратни. Во тек е изградба на покривна тераса на градскиот затворен базен. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Куманово добија нова заштитна опрема, вклучувајќи 33 нови одела, кои ќе ги користат за гасење на пожари на отворен простор во урбаните и руралните средини, како и мобилно возило за брзи интервенции. Општина Куманово особено се посвети на обезбедување безбедни и современи услови за учениците во општинските училишта, при што во текот на оваа година се реализираа многу проекти од областа на образованието. Новата училишна спортска сала на Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони во Куманово е комплетно опремена со современи реквизити за кошарка, фудбал, одбојка, ракомет и гимнастика. Општината учествува со 1,5 милиони денари, додека основната инвестиција е на владата и ресорното министерство. Извршена е реконструкција на тоалети и изградба на нови тоалети адаптирани за лица со попреченост во средното општинско училиште Гимназија Гоце Делчев. Реконструкција на кров, прозорци, врати и подови во училишниот објект на општинските училишта Браќа Миладиновци и Крстен Мисирков. Градоначалникот Димитриевски и председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски го посетија Општинското основно училиште Толи Зордумис, каде преку проектот Нансен модел за интеркултурно образование се одвиваат воннаставни активности, кои ги интегрираат учениците, родителите и наставниците од различни етнички заедници преку современ воспитно-образовен процес. Поставена е изолација и фасада на надворешниот дел, како и замена на кровот на објектот на Општинското основно училиште Јероним Дерада, село Черкези, а претходно изградена и нова училишна спортска сала. Се реконструираат ученичките соби, подовите, внатрешната столарија, прозорците, вратите, дел од тоалетите, се менува електрична инсталација во ученичкиот дом Професор Мијалковиќ. Завршена е реконструкција на кровот и уредувањето на дворот во домот за стари лица Зафир Сајто, кои со години создаваа проблеми во работата на оваа институција. Обезбедени се 100 таблети наменети за користење во наставата за општинските училишта и за ученици од социјално загрозените категории.
Изградено е кошаркарско игралиште во близина на спортската сала, комплетно опремено 3x3 игралиште за баскет со подлога, осветлено со штедливи светилки, со поставени клупи за играчите и корпи за отпадоци. На градскиот затворен базен се одржа промоција на проектот Пливај и уживај преку програмата за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање за учениците од основните и средни училишта во општината за 2020 година. Проширена е гасоводната мрежа на делниците на улица Иво Лоларибар во должина од 60 метри, улица Доне Божинов и крак на улицата Ленинова во должина од 350 метри, улица Васко Карангелевски во должина од 700 метри. Во тек е ширење на гасоводната мрежа за обезбедување на газ за општа болница Куманово. Покрај современите инфраструктурни решенија кои се имплементираат со цел подобрување на условите на живот за сите жители на Куманово, општината секојдневно работи и на одржување на чисто и зелено Куманово. Се реализира процес на аеросолизација во централното градско подрачје, кој дава резултати во намалување на загадувањето на воздухот. Набавени се 3 метлачки машини за собирање на смет и контейнери за одржување на хигиената. Обезбедени се 2 камиони за смет, а вработените во јавното претпријатие Чистота и зеленило добија нови униформи. Локалната самоуправа ќе превземе современо решение на поставување полуподземни контейнери, кои имаат 5 пати поголем капацитет од обичен контейнер, а граѓаните ќе имаат можност во нив да вршат селекција на отпад со цел да имаме почист град и животна околина. Завршен е проектот за употреба и одржување на дел од водоснабдителниот систем на Куманово, вреден 860.000 евра, средства обезбедени од Европска инвестициона банка. На фабриката за преработка на вода е имплементиран SCADA систем за поедноставување на работата на самото построение и на пратечките објекти за водоснабдување. Извршена и комплетна замена на песок, скоро 300 метри кубни, во филтерските полиња со нов, со што се исполнети и препораките дадени од Институтот за јавно здравје, во поглед на зголемување на квалитетот на преработката на вода. Изработени се повеќе основни проекти за реконструкција, доградба и надградба на училишта и јавни институции за потребите на општината. Изработени се основни проекти за реконструкција и санација на Занетчиски дом, комплексот Стар Мерак, хотел Солун, Соколана и други. Изготвено идејно сообраќајно решение за раскрсницата помеѓу булеварите Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада. Во оваа тековна 2020 година се одржаа повеќе културни настани, меѓу кои како позначени ги издвојуваме пензионерите за својот град, Рома Труба Фест, Меѓународен тамбурашки фестивал, промоција на книгата 90 години Соколана на авторот Маријан Стошевски и на монографијата Октет Куманово, Меѓународен театарски фестивал Денови на комедија, За наше Куманово на културно-уметничкото друштво Српски вес, фолклорен концерт на културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани, детски ликовен камп Асном, ликовни колонии Карпино и Куманово. И покрај актуелната состојба со COVID-19, спортските клубови бележат резултати. Женскиот ракометен клуб Куманово континуирано го држи првото место во Суперлигата и на регионалното првенство. Велосипедскиот клуб Велоем континуирано е државен првак на Република Северна Македонија во категорија кадети. Трето место во категорија сениори, учествува на многу меѓународни надпреварувања, како и на Европското првенство во Франција, постигнувајќи врмен резултат во велосипедизмот, 34-то место. Атлетски клуб Куманово е севкупен државен победник со 5 државни прваци, учесник е на Балканското првенство со стандардните репрезентативци. Кикбокс клубот Куманово се надпреварува во државна лига и е на второ место во категорија јуниори и трето место во категорија сениори. Успех бележи велосипедскиот клуб Cross Cycling Team, кој е државен првак во планински велосипедизам и второпласиран во циклокрос трки. Општински сојуз на училишен спорт Куманово успешно учествува и организира надпревари во Лига систем на надпревари на општинско, меѓуопштинско, зонско, регионално и државно првенство во ракомет, кошарка, одбојка и футсал. Во градов успешно се организираа 3 државни лиги и 5 државни првенства.
Општина Куманово ќе продолжи да се развива во насока на создавање современа, развиена европска општина со висок стандард на урбано живење и подобри услови за сите граѓани. За мое, твое, за наше Куманово, за Куманово какво што го сакаме. Среќен празник, градо мој!